Во последниве 10 години во светот излегува многу книги кои што објаснуваат за тоа дека да, добро е човек да печели пари, да има пари, ама исто така е добро да посвети време и да посвети внимание на духовниот живот. Значи дека не е се во парите. И не знам дали сте ја приметиле, некој од вас можеби сте ја читале таа книга. Мислам дека е издание на книжаницата 3, кај што насловот на книгата е калуѓерот кој што го продаде своето Ферари. Предпоставам дека сте слушнали. Поентата на таа книга е следнава. Робин Шарма има напишано, познат автор. Поентата е следнава, дека се видел некој си богат адвокат кој што имал многу пари, ама одеднаш го фаќа некоја криза во животот, криза со физичкото здравје и со преку тоа му е поттик да се преиспита, да си го преиспита животот и одеднаш сваќа дека наоѓа некоја духовност, кај некој монаси во Индија ја наоѓа таа духовност и поради таа духовност, односно пред да ја пронајде, он трга на пат и продава се што има и покрај тоа си го продава и своето Ферари. И затоа се вика книгата калуѓерот кој што си го продаде своето Ферари. И поентата е дека он најде, продавајќи го своето Ферари и продавајќи се што има, тргна на пат да најде некој поисполнет живот и го најде тој поисполнет живот во таа религија во која што го наоѓа. Моje лично убедување е дека ако го најдеше во Христос тој поисполнет живот, дека книгата немаше да биде толку многу популарна како што е. Ама таа некоја си источна духовност има многу поприлична моментално на луѓето и сака да слушаат зина и сака да сметаат дека нели или да веруваат дека таму се наоѓа смислата на животот. Ама поетата има еден човек кој што го продаде своето Ферари и затоа се вика нели книгата така и си тргна на пат по исполнет живот. Денеска нема да размислуваме за калуѓер кој што продаде Ферари па тргна на пат кон поисполнет живот, ама ќе размислуваме за пророк кој што чафтеше скара и тргна на пат кон поисполнет живот. Да, во Библијата имате и частење на скара, не баш тие зборови, ама денеска размислуваме за моментот кога пророкот Илија го повика својот наследник Елисеј. И кога го повика својот наследник Елисеј, кој што ќе видите од стиховите што ќе ги читаме, Елисеј направи на фешта, направи на гозба, ги почасти луѓето со месо, воловите со кои што работеше нивата ги захла, ги испече, ги частеше луѓето и тргна на пат кон поисполнет живот. И сега, можеби ако на прв поглед на некои луѓе ќе мисли ова дека нема никаква врска со нас денес. Каква врска имаме ние денес со тоа што некој си пророк пред повеќе од 1000 години пуштил скара и тргнал во службата која што Бог го повикал да ја врши. Ама верувам дека и тука ќе има нешто за нас денеска, бидејќи апостолот Павле пишува дека целото писмо е вдахновено од Бог. Значи се што пишува во Библијата, Бог го инспирирал да биде запишано. И вели не само што е вдахновено од Бог, туку се што има во писмото може да ни служи за поука, И покрај другото, тоа ги вклучува и овие стихови кои што денеска ќе ги читаме. И сега се надевам дека со мовети за скара дека не ви отворам апетит, ама бидејќи е малце топло времето жешко, не е баш некој време нели за скара, ама тоа е тоа што се случува во овој текст. И ќе го читаме сега. И 19 глава, Прво Цареви, од 19 до 21 стих, таму го пишува следно. Може да пратите, да следите додека читаме во вашите Библии што ги имате пред вас. И ова сега се однесува прво на Илија, вика, и тој, Илија, тргна од таму, кога се вели тргна од таму, се вели дека тргна од планината Хорив, каде што Илија отиде да се сретне со Бог. Вика, тргна од таму и го најде Шафатовиот син Елисеј, кога ораше. 12 рала волови имаше тој пред себе, а самиот тој ораше со 12-тото. Минувајќи крај него, Илија го фрли кожувот врз него. Тогаш Елисеј ги остави воловите и почна да трча по Илија и рече: "Дозволи ми да ги бахнам татко ми и мајка ми и ќе тргнам по тебе." Тој му одговори: "Оди и врати се, зашто што сум ти направил?" Тој се врати од него, зете рало волови, ги закла и откако го запали плугот на воловите, го испече месото нивно и им го раздели на луѓето. Тие јадеа. Еве го моментот кај што Елисеј пушта скара, зошто? Радосен бидејќи Бог го повикал. Замислете кога некој човек кој ќе го сретне Христос да рече: "Абе денеска ги частам сите мои пријатели." Кој колку може, нели? Ама поентата е толку сум радосен што Бог ме повика, толку сум радосен што можам да го следам, јас частам.
Вика, го испече месото нивно, им го раздели на луѓето и тие јадеа. А самиот тој стана и тргна по Илија и почна да му служи. Како што предпоставам ќе се сетите од глава 19 која ја читавме и обработувавме, пророкот Илија од прилика до овој момент се наоѓа во еден многу тежок период од животот. Период во кој што му е тешко поради тоа што многу се труди, служи, се моли, проповеда, ама некако не ги добива тие резултати од службата или не ги добива тие резултати од својот труд и од својот напор кој што ги очекува. И кога се сретна со Бог на планината Хорив, Бог го ислуша, го праша што ти е, го праша зошто си тука. Го ислуша и му даде задачи. Значи не беше поинтата Илија, знам дека ти е тешко, јај сега седи со скрстени раци и не прави ништо, туку Бог му рече, еве ти работа. И мислам дека овдека во овој дел од Библијата се наоѓа основата за оно што денеска психологијата го нарекува работна терапија. Кога на човек му е тешко на душата, кога има одредени борби, не го остава само да седи со празни раце и да не прави ништо. Туку му даваш да работи нешто согласно неговите способности во моментот и капацитети, кој што ќе биде од полза и на другите. И Бог му вели, еве ти задачи, еве ти што треба да направиш. И покрај другото, Бог му рече, назначи го Елисеј за твој наследник во службата. И самото тоа што Илија тргнува од таму, од таа гора и оди да го сретне Елисеј, ни дава да знае дека можеби не му помина скроз тоа што му се случуваше во душата, таа некоја си потиштеност, тој некој оче разочараност, ама барем му беше малку подобро од претходно. Со други зборови, после таа средба со Бог, на пророкот му беше подобро. И верам дека ако сме отворени за Божјото действување, кога ние се чувствуваме потиштени, разочарени, кога нешто не е во ред тука, ако вистински го бараме Божјото присуство, преку читање, преку молитва, преку славење, дека тие средби со Бог ќе резултираат со тоа, нас можеби не онма се да ни помине, ама дека ќе бидеме еден чекор поблиску кон исцелението кој што Бог го има за нас. И стих 19 пишува дека Илија вика го најде Шафатовиот син Елисеј како ора на нива. Името Елисеј значи Бог спасува, од Ел, Бог и Јаша, што значи спасение. И од овој стих индиректно учиме две работи за Елисеј. Првата работа е дека потекнува од богато семејство. Значи во тоа време да има човек нива и да има 12 рала волови не е мала работа. Пошто за тие 12 рала волови ти требаат и луѓе кои што ќе работат со нив, така? Значи ај едното работел Елисеј, ама друго треба 14 луѓе кои што треба да работат на таа нива, што најверојатно ни покажува дека он потекнува од богато семејство. И многу ми интересно тоа дека кога Бог сака некого да исползува, он не гледа кој од кој социјален сталеж доаѓа. Тоа ми е многу убава работа кај Бог. Што кога единствениот предуслов кој што треба една личност да го исполни за да биде на силен начин исползуван од Бог е само да биде отворен за Бог. Ништо повеќе. Зошто? Бидејќи во глава 17, сетете се, во глава 17 кога снемува вода кај потокот, Бог му вели на Илија, оди кај таа и таа вдовица од Сарепта и таму ја ќе се грижам за тебе. Таа беше вдовица која што имаше доволно брашно и масло само за уште еден оброк за неа и незиниот син и буквално беше помирена со реалноста дека после тоа ќе умре од глад. До толку сиромашна жена. И во тој момент, во тој период Бог ползува толку сиромашна жена во животот на Илија. Ползува толку сиромашна жена за своја слава. Сега, некој период после тоа, ползува човек кој што е богаташ. Човек кој што мислам дека не можеш да кажеш дека е, па и не е баш некоја средна класа во израелското општество во тоа време. Може би средна према висока класа. И едниот и другиот беа подготвени да му служат на Бог и Бог ги исползува за негова слава. Во очите на општеството може би е важно кој колку има, кој како се облекува, кој какво возило вози, кој каде оди на одмор и така натаму. Во Божјите очи единствена работа дали си спремен или дали си спремна да бидеш отворена за моето действување во тебе и преку тебе. И втората работа што ја гледаме за Елисеј од овој стих, повторно која што индиректно ни открина, е дека беше вреден човек. Замислете, има ситуација. Имате личност која што чисто татко
има и ниви, има и волови, и Елисеј слободно можеше во тоа време да си седи дома, да си одмара и да не работи ништо. Зошто? Бидејќи татко му е богаташ. Бидејќи татко му има луѓе кои што работат за него, наставно јас само ќе се седам и ќе се уживам во животот. Наместо тоа, он отиде и работеше заедно со другите работници. На некој начин беше верен во оно што може да се нарече секојдневна обврска. Беше верен во секојдневието. Не седеше дома и да рече, знаете што, јас еден ден ќе бидам пророк, и додека да бидам пророк, јас има да седам и сите ќе ми служите ви овдека. Туку знаеше дека има работа што треба да се заврши и таа работа он се стана и се завршуваше. Еден коментатор коментира интересно библиски коментатор дека вика Илија него најде Елисеј како се моли или како чита Библија. Него најде како пости, него најде во некоја така, ако може да кажеме друга некоја духовна активност. Го најде во секојдневието. И од таму Бог го повика. Беше вреден, беше трудолюбив. Јас верувам дека такви луѓе Бог повикува. Мене ми е навистина тешко ќе земам да размислам и во контекст на Библијата, и во контекст на црковната историја, и во контекст на луѓето кои што ги познавам јас. Мене ми е тешко да се сетам на пример на човек кој што седел дома, не правил ништо и одеднаш Бог мокне го повикал во животот. Најчесто тоа не се случува така. Најчесто Бог за таквите првиот повик е земи работи нешто. Кога ќе се покажеш верен во секојдневието, кога ќе се покажеш верен во работа од 8 до 4 или во било кои други активности, тогаш одиме на следен чекор и тогаш јас ќе почнам да действувам во твојот живот. Бог сака и Бог би рекол почитува трудолюбиви луѓе. Луѓе кои што таму каде што се поставени, си ја гледаат работата и си ја работата онака како што треба. Кога Бог го повика Мојсей, Мојсей што беше? Сточар беше. Кога Бог го повика Давид, Давид што беше? Исто така беше овчар. Апостолот Петар кога беше повикан? Рибар. Тие луѓе не беа повикани во синагогата, не беа повикани во храмот, беа повикани во на нивните работни места. И бидејќи таму се покажаа верни, Бог почна да ги ползува во други области од животот. И забележувате кога Илија го пронајде Елисеј, вика минувајќи крај него, Илија го фрли кожувот врз него. Значи немаше здраво. Јас сум Илија, може би се слушнала за мене, може би не. Пред некој време повикав оган од небото. Чисто сакам да те повикам во мојата служба, па моли се некој време за тоа, ќе сакаш или нема сакаш, туку настану само му го фрли кожувот, му фрли на метката и тоа беше доволно, бидејќи во тоа време ова дело на фрлање на кожувот врз некого, значи јас те земам под моја закрила. Ова е понуда да дојде со мене и понуда да почнеме да живееме и да почнеме да служиме заедно. Ова е невербално искажан повик, како што Христос вербално ги повикуваше апостолите и им велеше следиме. Ова е следиме повик. Дојди со мене, дојди да почнеме да го делиме животот и на некој начин па дури почини се под мојот авторитет. И сега нас не се допаѓа идејата да го следиме Христос, ама некој пат не се допаѓа толку многу идејата да се подчиниме по нечи авторитет. Ама овој принцип кога една личност зема друга личност под својот духовен авторитет, под своја закрила, е како присутен и во Библијата и во црковната историја. Земете го за пример Мојсе. Мојсе си го имаше Исус Навин. Не му го фрли својот кожув на Исус Навин, барем не читаме во Библијата такво нешто, ама кога ќе земете да читате за животот на Мојсей, ќе видите дека го имаше Исус Навин како има она што денеска може да се нарече некој си духовно менторски однос, каде што имаше на позрела личност и во вера, и во години, и зема и на помлада личност и во вера, и во години, и ја учи на Божите патишта. Тоа го направи Мојсей за Исус Навин. Илија го зеде Елисеј. Господ Исус ги зеде апостолите. Павле го зеде Тимоти. Сеќавате. Варнава го зеде Јован Марко. Црковната историја ни кажува дека Јован ги зеде, има запишано двајца ученици, Игнатий и Поликарп. Тие се познати луѓе, познати црковни оци во историјата. Ќе видите потому дека имате и Свети Амброзиј го зема Августин.
го учи и Августин покрај другото станува толку познат говорник и толку познат писател во христијанскиот свет, зашто бидејќи се подчинил на нечи авторитет. И ова е многу важен принцип во христијанскиот живот, во христијанската историја. Дека овие луѓе кои што ги спомнуваме сега, па и многу други, причината зошто Бог толку силно ги исползува е затоа што биле спремни да речат јас ќе учам од тебе. Или овој човек еве го знае, го спознава Бог, Бог направил многу во неговиот живот, јас ќе отидам и што и да е, јас само ќе се на некој начин ќе се прилепам до него, буквално на позитивен начин ќе бидам пијавица, ќе се залепам до него и се што знае он, сакам да го научам јас за Бог. И кога луѓето така си наоѓаат други позрели во верата, верувам дека Бог ќе почне силно и во нивните животи да действува. И јас лично сум многу благодарен на Бог што низ годините имало луѓе кои што буквално го на некој начин го направиле тоа што Илија го направи за Елисеј во оваа ситуација. Никој нив мене не ми фрли кожув врз мене, врз моите плеки, не сакам нив да ги споредам со Илија или пак себе си со Елисеј, ама кога ќе погледам наназад на својот живот, можам да видам луѓе и од црквата во Драчево, и од оваа црква водачите кои што буквално го направија тоа, буквално како да сакаат да ме земат под нивна закрила и да речат, знаеш што, сакам само да ти помогнам да пораснеш повеќе. Ништо повеќе. И не е лесен чекор кога некој ќе земе некого под своја закрила. За да може да разговарате со тие луѓе кои што низ годините мене ме земале под своја закрила да ги прашате, сигурно ќе ви кажат дека имало моменти кога сум бил тврдоглав, моменти кога сум терал по свое и моменти кога си викале кај тера дечко не знаеме кај ќе стигне. Ама биле трпеливи и јас не велам дека сум таму каде што треба да бидам во идеални услови во животот. Ама една од причините зашто сум денеска таму каде што сум и не сум во некоја полоша ситуација во животот е поради тие луѓе кои што символички гледано го фрле својот кожу врз мене и рекле сакам да ти учам. Сакам да ти помогнам да го спознаеш Христос повеќе. И пристапот на Илија е стварно интересен бидејќи не само што не му кажува ништо на Елисеј, не само што не му вели здраво, јас сум Илија, сакам да ти дадам прилика да служиме заедно, туку го фрла кожувот врз него, врз Елисеј и си продолжува по патот. Гледате во стих 20 што пишува. Тогаш Елисеј ги остави уловите и почна да трча по Илија. Со други зборови, тап, еве го кожувот и јас јодам по мојот пат. И овој трча по него и единствено што побара од Илија е дозволи ми да ги бакнам татко ми и мајка ми и ќе тргнам по тебе. Ништо повеќе. И одговорот на Илија малце звучи грубо. Илија му вели, оди и врати се, што сум ти направил. Ама со други зборови, ова значи, прави што ќе правиш и јас не можам тебе во ништо да те спречам. Моje беше да ти го дадам повикот, моje беше да ти помогнам, на некој начин да ти речам, еве шансата која што ти се нуди, и после тоа што ќе прави со таа шанса, тоа веќе останува на тебе. И Илија не побара од Елисеј, не побара од Илија дозволи ми да идам кај мајка ми, кај татко ми, па да ги прашам за дозвола, може ли да одам, нели може да видам што ќе кажат они и така натаму. Туку дозволи ми да ги испочитувам и да им кажам Бог има друг пат за мојот живот. И ова верувам дека ни кажува нешто во однос на семејните односи кои што ги има верникот, дека кога Бог не повикува во служба, кога Бог не повикува да го следиме, тоа не значи дека ние треба да не ги почитуваме луѓе, членовите на нашето семејство. Не значи дека јас ќе правам што сакам, па вие правите што сакате. Туку барем најмалку што може да направиме да отидеме да речеме еве која е патеката која што Бог ја поставува во мојот живот. Јас ќе тргнам по неа и ќе ми биде мило ако ме поддржите во тоа. Барем тоа можеме да го направиме. Ама кога Бог не повикува да го следиме, кога чувствуваме повик во некоја служба или општо само да тргнеме по Христос и да му го посветиме животот, добро е тоа да биде на некој начин, па и добро е и луѓето да знаат, така од нашето семејство. Еве што Бог прави во мојот живот. Не да го кријам. Јас, еве, Илија го повика Елисеј, он сака да иде, ама никој да не дознае. Отиде, им кажа на неговите родители. И верата во Бог не учи дека треба да имаме почит кон нашето семејство. Со ова, Елисеј, патем кажам, беше возрастен човек.
Можеше да не се поздрави со родителите, можеше да не им каже, еве каде одам. Јас идам и правите вие што ќе правите. Ама отиде и ги спочитува. И верата во Бог не учи да го правиме тоа. Да ги почитуваме оние кои што се дел од нашите семејства. А реакцијата па на Елисеј исто така интересна, вика: зеде рало волови, ги захла, откако го запали плугот на воловите, го испече месото нивно, им го раздели на луѓето и тие јадеа. Овој моментот со частење на скара. Интересно дека месото за таа скара дојде од најверојатно од воловите со кои што Елисеј работеше моментално на нивата. И кога го направи тоа, кога Елисеј ги зеде воловите, кога ги захла воловите, кога ги испече, ова не беше само јас сакам да частам за тоа што Бог го започнал во мојот живот. Ова беше порака. Пренесување на порака која што гласаше од прилика вака, според мене. Тоа што го правил до сега, завршува. Ова е нов почеток во мојот живот. Бог ме повикува да правам нешто друго. Бог трасира нова патека во мојот живот. И затоа ќе го тргнам тоа што ме спречува да одам по таа патека. Ќе го тргнам тоа што ме спречува да го следам Божиот повик за мојот живот. И верувам дека ова печење на воловите има важна символика не само за Елисеј, туку и за нас денес. Предпоставам, како што ве знам, никој од вас нема волови дома да се грижи за нив, да ги чува, ама има една символика. А тоа е дека кога Христос не повикува да го следиме, треба да, тоа не само значи јас тргнувам по него, туку значи јас се оттргнувам од нешто друго. Тоа е секој пат така. Знаете, овие како да имате можност да имате само еден пријател на Facebook. Замислете Facebook да е лимитиран, така да речем. Може само да имате еден пријател. За да имаш некој нов пријател, ќе треба да го извршиш тој претходниот, така? И ќе треба да одлучиш кој ми е поважен сега. Овој што веќе го имам или тој што сакам да го додадам. Животот е на некој начин така. Не можеме да се движиме во две насоки истовремено. За да го следиме Христос, кога Христос вели следиме, јас мора да се тргнам од нешто, за да можам да тргнам кон него. И кога Елисеј ги испече воловите, он на другите им кажа дека нема план да се врати на тој живот. Дека нема намера да се врати на тој претходен живот. Патем кажано, самото чување на волови, обработка на нива воопшто не е лошо во овој контекст, да бидеме најасно. Го пофаливме претходно дека си работел човекот, дека бил вреден и трудолюбив. Ама има една важна символика, дека он вели, јас на овој живот веќе не се враќам. Јас го тргам тоа кој што може да ми биде искушение утре да се вратам кога ќе биде тешко. Го печам водот и неам јас план Б. Тоа го прави Елисеј. Сака да им каже, јас не се враќам на ова и верувам дека символиката за нас покрај другото денеска е дека и ние имаме некои волови кои што треба да ги испечеме за да зачекориме во Божиот повик за нашите животи. Некои работи кои што треба наставно да ги тргнеме на страна, некои работи кои што треба да се ослободиме, некои гревови, некои навики, некој начин на размислување, кој што јас од ова ќе се ослободам, ќе го ставам на скара, што би се рекло, ќе го тргнам, зошто? За да можам целосно да му служам на Господ. Елисеј не можеше истовремено и да работи со воловите и да зачекори во таа пророчка служба. Не е возможно. Мораше да одбере помеѓу тие две. И денеска, за нас, и ние ќе треба да одбереме помеѓу Христос, да го следиме Христос и нешто друго. Ќе му бидам послушен на Христос во светоста, во оваа работа, или ќе си го следам гревот. Ќе му бидам послушен на Христос во службата, или ќе си го одберам комфорот и тоа што мене ми е удобно. И знаете, за да го следиме Христос со помошта на Свети Дух, некој пат ќе треба едноставно да ги жртвуваме, што би се рекло, да ги ставиме на скара тие некои пороци во животот, бидејќи тие ни се секој пат план Б кој ќе сгусне во животот. Правејќи го ова, Елисеј го елиминираше можноста од план Б. Јас идам во пророчка служба и тоа е мојот живот. Нема, знаеш што, ако Језавела почне да ги прогонува овие пророци малце по-тешко и по-круто, тогаш си имам јас дома кај татко ми волови. Ке се ги земам, ке се ги орам, мирна глава.
Не, јас идам и 100% сум вклучен во ова. Бидејќи има судирни интереси. Во овој момент, во оваа ситуација, имаше судирни интереси помеѓу градење на семејниот бизнис, патем кажано, градење на семејен бизнис воопшто не е лоша работа. Ама во овој контекст мораше Елисеј да избере помеѓу градење на семејен бизнис и започнување на пророчка служба. За некои луѓе, па интересно е, па во денешен контекст, па токму градење на бизнис ќе биде повикот кој што Бог има во нивните животи. Некои луѓе можеби не ги бива да зборуваат, да проповедаат, да свират или што и да, ама за бизнисите како ги бива? Јас верувам дека за таквите Божиот повик е орај си ја нивата. Ама не беше за Елисеј. За Елисеј беше нешто друго. И прашањето кое што можеби треба да се го поставиме е кои волови Бог очекува од мене да ги испечам? Кои се тие нешта кои што Бог очекува од мене да речам ова веќе не ми опција мене во животот? Зошто? Бидејќи ме спречува од целосно зачекорување за Божјата волја, во Божјата волја за мојот живот. А не беше лесно за Елисеј да донесе ваква одлука. Зошто? Бидејќи орање со волови претпоставувам дека му било нешто кое што уште од мали нозе го правил, нешто што му е познато. Истовремено, Божиот повик за неговата служба доаѓа во период во кој што Језавела ги прогонува господовите пророци. Кога Илија му вели на Елисеј, еве ти го кожувот, му го фрла, он вика, дојди во живот кој што ќе биде често ќе биде соочен со опасност. Бидејќи има таму на царица која што ќе не прогонува. Тоа е една работа која што беше тешка околност за Елисеј. Втора работа е, сеќавате дека околу 3,5 години имаше суша во Израел. И сега кога конечно падна дож, кога конечно ќе можат да ги обработуваат нивите, и ајде се фатија за работа, или му вели на Елисеј, ајде следиме. Предпоставам дека на таткова на Елисеј не му било баш seедно, бидејќи 3,5 години замисли имаш ниви, тоа ти било извор на финанси на некој начин за да живееш, има суша, не можеш да ги работиш нивите, сега таман почнуваш да ги работиш нивите и син ти отишол таму што пророк ќе учи да биде. Не верувам дека било лесна одлука за Елисеј, ама сепак зачекорил во она кое што Бог му го дава како повик. И интересно е дека кога Илија се наоѓаше во оваа тешка кризна состојба од неговиот живот, покрај другото, него му требаше, сеќавате, му требаше да поспие малце и Бог му го даде тој сон. На Илија му требаше храна. Бог му даде храната. На Илија му требаше средба со Бог. Бог се сретна со него. И кога Елија дојде кај Бог и кога му кажа што се случува во неговото срце, зошто е натажен и зошто е таков како што е, покрај другото чувствувате во неговата молитва дека се чувствува осамен. Вика, само уште јас останав. И Бог му вели, иди, назначи го Елисеј за твој наследник. Со други зборови, еве ти партнер во службата. Еве ти некој кој што ќе биде тука со тебе. Нема да те оставам сам. И правејќи го тоа, Бог се погрижи и за телесните потреби на пророкот, се погрижи и за духовните потреби на пророкот. И кога заврши оваа фешта, оваа гозба која што Елисеј ја приготви, која се најадоа луѓето таа скара која што тој им ја даде, интересно ми е што не седна да го прашува Илија и сега што ќе правиме. А што ако Језавела почне повеќе да не прогонува? А кога ќе ме назначиш за пророк? Сега ќе ме назначиш, ќе ме ракоположиш? Треба да поминам некоја обука, не треба да поминам некоја обука? Не праша дури и што треба сега да правиме. Туку многу интересен опис, едноставен опис, вика, а самиот тој стана и тргна по Илија и почна да му служи. Со други збори, јас идам по Илија и што треба да правам, јас ќе правам. Не бирам, не викам, јас сум сега пророк, па сега знаеш, пророк не може да прави било што, не може на некој друг да му носи вода или така натаму, јас сакам мене да ми служат другите. Туку он си рече, знаеш што треба да се заврши? Со овој Илија, со овој кој што ме повика, јас ќе одам и јас ќе му служам. И верувам дека ова е многу добар принцип. Од денешна перспектива, знаете, во Новиот Завет пишува дека оние што вистински го следат Христос, што го имаат Светиот Дух во себе, ќе добијат некој духовен дар, со кој што ќе можат да служат во црквата и надвор од црквата. Дар на зборување, дар на застапништво, дар на охрабрување и така натаму.
И некој пат, како христијани, ќе имаме малце може и потешкоти или предизвик да си го пронајдеме тој духовен дар. Што е тоа што Бог мене ме повикува да го правам во контекстот на службата? И тоа е добро прашање. Некој пат ќе го добиеш одговорот релативно брзо, некој пат ќе ти треба да осознаваш. Ама додека да дојдеме до тој момент кај што ќе сватиме ова е тоа кое што Бог мене ме повикал да го правам во контекстот на црквата, па дури и надвор од неа, верувам дека добро да го правиме тоа кое што има потреба во моментот. Да не прибираме. Некој ќе рече, дали Бог ме повикал за да проповедам, или Бог ме повикал за да охрабрувам, или да се застапувам, не знам, не ми е јасно, размислувам и така натаму. И тоа е добро прашање што треба да си го поставуваме. Ама додека да дојдеш до заклучокот, има црковна зграда што треба да се чисти. Ај така да кажам. Додека да дојдеш до тој момент кај што сваќаш, има тековни работи кои што треба да се завршат. И добро е човек да се вклучи во тие. Па ако ќе го сознаеш повикот, супер, продолжи во тоа, а не мори да откажеш па и чистење во црква. Така, може сепак човек да си продолжи и со тоа, бидејќи, знаете, некој пат премногу знаеме да ја продуховуваме службата во контекстот на црквата. Еве што мислам по тоа. Кога бев во библиска школа во 2010 година, библиската школа, там одиш на часови, слушаш часови, така натаму да слушаш предавања во Белград, слушаш предавања, ама зградата кај што бевме сместени, припаѓаше на самата школа, ама ние требаше да одржуваме. И има некои луѓе студенти кои што доаѓаат во библиска школа и мислат дека тука се само да седат на часови и да пишуваат домашни ништо повеќе. И доаѓа момент, особено четврток беше практичен ден во наше време. Четврток беше практичен ден и ти јадеш доручек и после доручек имаше на табла огласна и таму ти пишува што е твојата одговорност за тој ден, што треба да исчистиш. Некој пат ќе се паднеше да чистиш тоалет. И некои луѓе не сакаат да го прават тоа. Не сака затоа што вика јас тука дојдов да студирам Библија, не да вика јас тука да чистам. Ако не научиш да чистиш, ја би рекол, не си достоен да застанеш да проповедаш. Или не си достоен во било кој капацитет да служиш во црквата. Не сакам сега да глорифицирам службата со метла во рака, ама тука се почнува. И тоа е Божјиот повик за нашите животи. Кога збориме во контекст на црквата, дека или на проповедите дека Бог не повикува да му служиме, службата покрај другото подразбира служење на другите луѓе. Во овој контекст Елисеј имаше можност да служи некој кој што беше повозрасен, позрел во верата и некој пат ќе биде така. Ама некој пат службата за Бог ќе значи јас ќе му служам некој кој што е помал од мене и во години и кој што е помалку зрел од мене дури во верата. Нема бирање. Некој пат Бог ќе те пушти, не викам дека случајот е тука, некој пат ќе ти даде Бог прилика да служиш на човек кој што не е благодарен. Тоа е многу тешко. Разговарајте со луѓе од оваа црква кои што биле вклучени со хуманитарна работа и ќе видите, ќе слушнете дека кога служиш на некој кој што не е благодарен е многу тешко. Ама во тие околности Бог те обликува. Во тие околности Бог некој пат ти дава да видиш, па некој пат јас тебе ти дам толку многу благослови, па ти не си благодарен за тие благослови. Ти не си благодарен за тие благослови. Така што во било кој контекст Бог да не стави да служиме, секако е добро за нас и добро е да го правиме тоа. Корисно ќе биде да го правиме за нас тоа. И кога Елисеј тргна по Илија, и кога го прифати тој повик кој што Илија му го даде, покрај другото, Елисеј се подчини под неговиот авторитет. И ова е многу важен принцип во христијанскиот живот, тоа да се подчинуваме под туѓи авторитети. Не било кој авторитет. Ама оние луѓе кои што Бог ни ги поставува во нашите животи и од кои што можеме да научиме нешто во моментот. И сега кога зборувам за подчинување под авторитет, не мислам на јас денеска зборам пред вас, па вие мора тука да ми се нема врска тоа. Не ја терам натаму водата. Поентата е следнава. Секој што го познава Божјиот збор, секој верник што го познава Божјиот збор, има авторитет заради Божјиот збор, не заради себе. И кога велам дека Бог не повикува да се подчинуваме под туѓи авторитети, мислам на тоа дека некој пат Бог преку некоја личност
ќе ти проговори нешто, ќе ти каже нешто и ти си повикана и јас сум повикан да се подчиниме на тој авторитет кој што Бог ни го дава во моментот. Некој пат ќе биде Илија, повозрасен и во години и во верата позрел, и Елисеј, помлад, не толку зрел во верата. Еден од главните начини на кој што Бог действува во нашите животи е преку другите луѓе. Независно на нивната возраст, независно на нивниот стаж во црквата. Исто така многу важно. Библиски гледано, еден од начините на кој што Бог действува е како? Преку другите луѓе. Кога Бог ќе ти проговори и знаеш дека преку некој човек, и знаеш дека тука е вистината, за твое добро, за твоја корист, за твоја полза ќе биде да речеш, јас го правам тоа. Да, Бог првично не гради преку читање на Светото Писмо, и ние сме повикани да го читаме Светото Писмо, бидејќи Бог ни даде мудрост да го разбереме, ама многу често Бог ќе действува во твојот живот преку другите луѓе. Кога Илија го повика Елисеј, пророкот Илија му го фрла својот кожух на Елисеј, Елисеј си работи на нива, Елисеј имаше избор дали ќе го следи тој повик или не. Он можеше да рече, знаеш што, ај земи си го кожувот, не ми треба ни тоа, не ми треба да се расправам ни со Језавела, ни со проконство, ни со ништо. Убаво ми е тука кај татко ми, си седам, мирно ми е, си ја знам професијата, кој ќе иде сега таму по таа пророчка служба, кој знае што, кај ќе заврши сето тоа. Имаше избор. Ама он одлучи да го следи пророкот. И верувам дека не се покаја, иако му било тешко. Имало моменти кога било тешко, ама сепак остана доследен на тоа што го одлучи. И таа карта во еден правец не ја смени. Едноставно рече, јас го следам него и тоа е тоа. И вистинското следбеништво на Христос, кога ќе одлучиме да го следиме Христос, ако е вистинско, ако искрено, е карта во еден правец. Карта во еден правец. Јас тргнувам и го правам ово. Тоа е тоа. Тоа на кое што Бог го бара од мене. Христос никој пат нема на сила да не натера да го следиме. Он ни кажува што е неговата волја, ни кажува што значи да го следиме и што значи да не го следиме. Ама на нас остава. Ако сакаме, може. Ако не сакаме, никој нема на сила да не натера. Ама во контекст на ова кој што го размислувавме денеска, да се следи Христос, значи да се откажеме од нешто во животот. За Елисеј да се следи Илија, се следи Божјиот повик преку Илија, значеше јас ќе ги трнам овие волови, ќе ги испечам, ќе ги ставам на скара, ќе ги почестам другите и веќе не се враќам на овој живот. Што е тоа што Бог денес те повикува тебе да го трнеш на страна? Што е тоа што Бог те повикува нешто од кое што треба да се ослободиш во животот? За искрено да го следиш Христос. Не можеме да одиме во две насоки истовремено. Не можам ја да одам и према таа клима и према таа клима истовремено. Колку повеќе се приближувам до едната, толку повеќе се оддалечувам од другата. Тоа е христијанскиот живот. Колку повеќе се приближувам до Христос, толку повеќе се оддалечувам од тоа што не му е мило на Христос.